Па измените на законот почна уште при добивањето на властување на овој сојуз. Значи приоритет нас на како сојуз ни беше да извршиме измена во законот за тутун, се со цел да помогнеме на тутунопроизводителите. Една од главните цели ни беше и да воведеме и забраната за увоз на ароматичен тутун. Се дури трае откупот. И тоа веќе ми завршена постапката, ради тоа што тој дел на закон отиде по прва постапка во собрание и се изгласа. Значи, имаме изгласано во моментов забрана за тутун, за ова реколта за увоз, и тоа го правевме ради тоа што да по брза постапка ради тоа што да може да важи закон и за ова реколта. Го заштитуваме нашето производство, целта ни беше да го заштитиме нашето производство, значи за време на откупот од 15 ноември до 28 февруар да не може да се купи ни еден килограм тутун. Остранство. Тоа ни беше најбитно и тоа успеавме. Она и благодарение на Министерството, на владата, она што тоа нешто го прифатија и помина со побрза постапка, така да ќе си важи тој закон за ова реколта. Другите измени? Друга измена направивме исто што беше дел кој што беа засегнати од купувачите. Заради тоа што 4 компании има софт драйв за пакување за тутун за извоз. Меѓутоа другите компании вршеа услуги. И тука имаше конфликт на интереси со закуп, со изнајмување, така да и тоа го реши, и тој проблем го решивме за сите компании да може слободно да си купува, да го доработува тутуните, и да си врши слободен извоз на одработениот тутун. Другите измени ќе ода во редовна постапка, така да се уште работиме, инаку да ви известам дека ова група за менување за тутунов, законот за тутун е формирана уште во март месец, во која учествуваме ние како сојуз, Министерството за земјоделие, Министерството за здравство, Стопанската комора, царината, значи откупувачите, опфатени бевме сите на некој начин сите ресури за да го изготвиме овој закон за тутун. Се со во интерес да биде за производителите, заради тоа што ова земјоделска влада е насочена кон земјоделците и сака да ги заштити нивното производство, да го заштити на највисоко можно ниво. Сега малце изменета ситуацијата од поранка што беше, сега сме равноправна членка во преговорите со тоа што да речем сега во редовна постапка оди изголемувањето на ингеренциите на сојузот. Да речем со тоа што ќе се доведеме во ситуација да 100% да бидеме равноправни преговарачи за откуп на тутун, почнувајќи од договори, од цена, од време за откуп, од сите параметри кои го прата откупот на тутун. Тоа ќе бидат дополнителни измени, до кога ќе траат овие разговори? Тоа си ода во редовна постапка, тие измени и јас мислам дека ќе ги донесеме до крајот на годината и имаме исто барање за намалување на годините кои до сега ги бара откупувачите да вида, односно институтот за полагање за добивање на лиценца 5 години ќе ги намалиме на 3 години, да може да полага најтесната фамилија, да не биде само носител на договора, за да не ги дуплираме договорите, така да, ако е договор на мене, може да полага мојата сопруга, син, ќерка, сна, за повереници, за добивање на лиценци. Лиценците се исти и за повереници и за откупувачите. Заради тоа што дел од откупувачите црпа како повереници, како проценители од нашите повереници. И да му се дозволи на откупувачите да може да ги изнајмува софт драйвовите за запакување на тутун. Да, до краја на годината, значи треба да го завршиме законот за тутун и да излезе во целост после на влада и после тоа на парламентарна седница. Од почетокот на заседување на реколта бевме, да речем, пријатно изненадени, тоа што имаше зголемен број на површини на договори и во истиот систем беа внесени негде околу 26 милиони килограми тутун за производство. Меѓутоа, ние сме земјоделците под ветро небо, временските прилики не ни го дозволија тоа нешто да се израдуваме на тие количини, така да мислам дека ќе биде скоро 90 дена немаме дожд, она негде приносите не да речем дека 50%, негде ама 30-40% ќе биде намален. Она поради сушата. И нема да се повтори ланската реколта ради тоа што во
крајот на мај, почетокот на јуни имавме дождови, годинава тоа го немавме, така да дека нема да имаме ни касна берба на тутун. И тоа ми дава за право да кажам дека ќе имаме негде околу 18, максимум 19 милиони килограми тутун. А за разлика на тоа, квалитетот на оваа реколта е одличен, така да откупувачите да размисле како ќе го купат тутунот. Квалитетот мора да си го плата. Јас сум Јусуф Ибраими од село Житоше, општина Долнени. Ова реколта имаме посејано околу 20 декари тутун. Очекувавме некаде околу 4 тона тутун, но поради големата суша и сушата стегната е почвата, значи тоа ќе биде намалено многу од очекуваното, некаде околу 2,5 тона до 3 максимума, тако нешто се промени. Сепак ќе кажам дека сушата е многу голема и почвата е многу сува. И со овој дожд последниот што беше, некој очекува дека ќе има зголемување, но почвата е многу сува и нема да има некое големо зголемување на тутунот. Значи количините ќе бидат многу помалку од очекуваните што ги очекуваат откупните пунктови. Како е во целиот Долненски регион, така е? Во целиот Долненски регион е сушата голема, бидејќи при садењето на тутунот имаше влага многу, па после немаше врнежливи на дождови, почвата се стегна, сушата е голема и нема да го добиеме тој квалитетот е добие, но производството зголемо нема да биде. Процентуално дека некаде од 40% е намалено од планираното што требаше да се произведува. Тука беше и ланската година, 9 милиони беше лани. Ова реколта некаде дока и 6 процентуално тога со 30% намалено, па на крајот пак ќе кажи времето и како ќе излеземе на крај со ова суша.